Што треба да се промени во законите или праксата за да има поголема инклузија и пристапност? Кои се најчестите предизвици со кои што се соочуваат лицата со попреченост? Што конкретно презема Сдруженијето Инклузива за да ги унапреди правата и условите за овие лица? Ова се дел од темите на кои вечерва во Став разговараме со Благица Димитровска, председател на Сдруженијето за развој и промоција на инклузивно општество Инклузива. Образованието е многу важно за идниот живот на лицата со попреченост и нивната економска моќ, затоа што ако се образовани може да се вработат, што повисоко е образовани, толку поубаво работно место. И тука постои закон за вработување на лица со инвалидност, но тој е застарен термин. Сметам дека сега набрзо се стапи во функција законот за квотно вработување на лица со попреченост, то секој ќе биде задолжен, секоја компанија и секоја институција да вработи лица со попреченост. Има вработене, има повеќето се во заштитни друштва, но за наша радост во последно време почнаа институциите да вработуваат лица со попреченост, еве во нашата општина имаме вработено на висока позиција затоа што е со високо образование и на позиција соодветна спрема неговото образование. Така да сметам дека тука процесот полесно ќе оди ако образованието воспостави систем каде што децата со попреченост, понатаму и во средните училишта и во високо образование, ќе имаат олеснителни околности и ќе најдат соодветни работни места, ќе бидат заедно во институцијата со другите луѓе, не во сегрегирачка средина, каде што поголемиот дел се лица со попреченост. Основното училиште Карпош во село Уминдол одбележува 97 години постоење и успешна воспитно-образовна дејност. Ние сме лидери во неформалното образование, а тоа го потврдуваме со повеќе успешно спроведени екоакции, поддршка и учество во сите манифестации кои се организираат во нашите 3 села каде што обстојува училиштето, а и први сме во продукција на краткометражни филмови за кои веќе имаме добиено и признанија, истакна меѓу другото директорот Мирослав Димевски по повод патрониот празник на училиштето Карпош. Училиштето работи 97 години, а во тој период поминале многу генерации, постигнувајќи успеси како на личен, така и на професионален план. Со кој оставиле позитивен печат на местото и на местото население, а училишната зграда со задоволство можам да констатирам дека ги следи модерните текови, па така реновирана и дава чувство на учениците дека е нивен втор дом. И со такво чувство учениците учат, создават и се спремаат за својата генина. Во изминатата година училиштето може да се пофали со успеси не само на општествено, на општинско, туку и на државно ниво, на разни натребари и конкурси. Исто така, да нагласам дека сме лидери во неформално учење и постигнување на завидни резултати, од кои би ги издвоил екоакциите, поддршка и учество на сите манифестации организирани во нашите 3 села, како и пионерската работа во остварување на филмските краткометражни продукции. Црвен крст Куманово традиционално го одбележува 5 декември, светскиот ден на волонтерството, во знак на благодарност и оддавање признанија на волонтерите за нивниот придонес, значење и улога во зајакнување на нашите заедници, но и за промовирање на волонтерството и поттикнување на институциите и граѓаните да ги поддржат напорите на волонтерските организации. Црвен крст Куманово денеска додели благодарници на соработниците за поддршка и реализација на активностите на општинската организација. Оваа година се надеваме на рекордни 3000 дарувања на крв, изјави Ива Младеновска, секретар на општинската организација на Црвен крст Куманово. Декември, светскиот ден на волонтеризмот, ден кога даваме признание на луѓето кои се движечка сила на нашата организација. Овој ден е символ на човечност, солидарност и посветеност. Денес ден кога се посветуваме на поманашто, дека не се мери со големи зборови, туку во мали вистински дела. Денес посебно ги честуваме нашите волонтери, луѓето кои стојат за секоја активност во Црвениот крст,
како на Црвениот крст Куманово, како од социјалните програми, едукативните кампањи, луѓето под социјален ризик и активности во кризни состојби. Исто така, тука да ги споменам и крводарителите, луѓето кои несебично ја даруваат својата драгоцена течност и спасуваат човечки живот. Оваа година се надеваме на рекордни 3000 крводарувања, забележуваме пораст на бројката во секој случај. Правиме напори за нови крводарителски акции, еве сега ја наповедоке со Дрексалмајер од Куманово, како и со Рамус лабораторија, имаме веќе договорено крводарителска акција за наредната година, така да сметам дека ќе биде во позитивно. Има доста волонтери заинтересирани, посебно функционираме преку училишните клубови, скоро во секоја основно и средно училиште имаме отворено училишен клуб, така да тоа е еден од начините на кои ги мотивираме волонтерите да прикоцат нашата организација. После секој дарување на крв, чувството е многу убаво, се чувствуваш убаво, пријатно. И затоа ќе продолжам да дарувам крв додека можам. Убаво е да се дарува, можеби со твое дарување некому ќе спаси живот. Тоа. Моето цело семејство се крводарители. Јас од таа страна почнав да давам крв и продолжив да давам крв и ќе дарувам додека можам. Кумановци денеска имаа можност да ги посетат штандовите поставени во трговскиот центар Ла Плаза Мол и да купат природен мед и други пчелни производи од локални производители, членови на пчеларското здружение Пчела од Куманово. Дводневниот саем на мед продолжува и утре, во периодот од 10 до 20 часот. Најважно е граѓаните да знаат од кого купуваат мед, да се запознаат со нашите пчелари и да се уверат дека медот е природен. Само така ќе успеат да го препознаат вештачкиот мед со сомнителен квалитет кој се продава во одредени продавници и маркети, вели Бобан Стошевски, претседател на Здруженијето Пчела кое го организира саемот. Христијанските верници вчера го одбележаа празникот во ведение на Пресвета Богородица во Карпински манастир. Здруженијето Карпино повтор пат е организатор на прославата и вела дека целта е наставно да прерасне во традиција, а годинава за прв пат беше избран и кум за наредната година Бобан Цветановски од Стрновац. Традицијата ќе продолжи, Карпино ќе живеа, велат од Здруженијето и црковниот одбор, нагласувајќи дека соработката со институциите, здруженијата и локалното население е на исклучително високо ниво. По повод празникот, манастирот го посети и градоначалникот на општина Старо Нагоричане Мирослав Славковски. Од Карпино вела дека Славковски ветил соработка за развој и унапредување на комплексот. Црквата Света Богородица е споменик на културата од поствизантискиот период. Првиот слој фрески датира од 1592 година, а во 1893 година покриени се со нов слој фреско живопис. Конаците потекнуваат од 19 век. Во минатото во манастирот имало до 300 монаси. Таму се развила препишувачка школа и во тој период манастирот бил духовно, црковно и културно јадро. Со него се гордеат жителите од селото, како и од соседните села.